Во ова издание, САД, зголемувањето на финансирањето на пограничната безбедност веројатно дел од секој договор за да биде усвоен предлогот на демократските законодавци. Поради актуелната ситуација со COVID-19 пораст на цените на авионските билети за неколку проценти, загубите на авиокомпаниите во 2020 се проценуваат меѓу 40 до 60%. Технологија во време на пандемија. Заразени кои што не чувствуваат симптоми од COVID може да имаат промени во организмот, но тоа може да се открие со сензор. Ке ви кажеме, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. На Капитол Хил во Вашингтон, мигрантската криза и натаму останува жешко политичко прашање. Кетрин Гибсон со деталите. Американскиот председател Џо Бајден ги обнови плановите за имиграциони реформи во Белата куќа на средба со лица од програмата ДАКА, што обезбедува легален статус на недокументирани имигранти кои биле донесени во САД како деца. Обновувањето на програмата беше поддржано од представничкиот дом порано годинава, но се заглави во поделениот Сенат. Републиканците таму велат дека на американско-мексиканската граница ситуацијата е кризна. Кризата денес е без преседан, многу полоша од лани, дури значително полоша од 2019 кога сите ја сметаа за криза. Администрацијата вели дека ситуацијата е резултат на имиграционите политики на Трамп. Ние сме за законски, безбеден, хуман имиграционен систем. Ја поништивме одлуката од претходната администрација за протерување малолетници без придружба, ние не ги враќаме. Бројот на вакви малолетници на границата се намали минатата недела на помалку од 500. Во март имаше повеќе од 5000 деца кои беа во притворните погранични центри, секој од нив минуваше во просек 115 часа во тие центри. Минатата недела имаше само 455 деца во тие центри со просечно време на престој од 28 часа во нив. Тоа е драматично намалување. Бројот на возрастни кои се обидуваат да ја минат границата е во пораст, а тука си и оние кои повторително се обидуваат. Подпредседателката Камала Харис е задолжена да работи на проблемот, но некои републиканци не веруваат во тој пристап. Не можеме да ги решиме сите проблеми во светот, да не зборуваме за проблемите на Јужна Америка и истовремено и проблемите во нашата држава. Дали се согласувате дека треба да се фокусираме на зголемување на безбедноста на нашата граница, да ја завршиме граничната бариера и да користиме технологија, да го направиме тоа со ургентен, агресивен пристап? Сенаторе, ние навистина сме фокусирани на безбедноста на границата, користиме технологија која е наефикасен или еден од наефикасните начини. Зголемувањето на финансирањето на пограничната безбедност веројатно ќе биде дел од секој договор што ќе се постигне за да помине предлогот на демократските законодавци поднесен на почетокот на годината. По глобалната економска и финансиска криза во 2008 биле потребни 6 години за целосно опоравување на авиосообраќајот. Прогнозите се дека сега во време на COVID-19 авиоиндустријата ќе се оправи во 2024. Мики Трајковски со деталите. Дел од авиокомпаниите се уште работат редуцирано. Многу авионски линии понатаму се во прекин откако COVID-19 удри најсилно врз авиосообраќајот. Иако има раздвижување, тоа е многу малку во однос на тоа како било пред корона кризата. Минатата година кога почна пандемија, пак почнаа некои прогнози кога тоа ќе се авиосообраќајот опорави. Па имаше некои прогнози до крај на 21, сега се шпекулира до крај на 2024. Целосно опаровување на авиосообраќајот. Според некои анализи после економската криза во 2008 година, кога биле потребни 6 години за целосно опоравување, ова е најголема криза во авиоиндустријата, вели Менкиновска, чија што агенција се занимава со продажба на авиобилети. Секојдневно имаме нови процедури, нови барања од секоја држава поединечно. Имате еден Qantas, австралискиот национален превозник, кој ги суспендира сите интернационални летови минатата година и кој планира да ги постави повторно во октомври до 31 октомври 2021.
Замислете колкав проект е тоа во мирување. Поради ваквата ситуација ќе трпи и домашниот туризам, ако се знае дека најголем дел од странските туристи во Охрид доаѓаат со директни чартер летови. Голем дел доаѓаат и со редовните линии. Имаат кружни тури низ Македонија, па заминуваат повторно до аеродром Скопје. Значи, сето тоа се одразува негативно на домашниот туризам, бидејќи минимални се линиите кои што оперираат, а со тоа е минимален број од кои што патуваат. Очекувањата се дека најтешко ќе се опоравуваат бизнис патувањата. И секогаш по вакви кризи најтешко се опоравуваат бизнис патувањата. Најлесно ќе се опорави туристичките патувања, ќе се опорави, бидејќи луѓето се желни да патуваат. Јутре ако се лабават сите мерки и доколку се отворат сите граници, доколку нема протоколи, многу ќе биде тешко авиокомпаниите да се вратат, бидејќи голем дел од нив ги отпуштија вработените. Голем дел од авионите имаат многу големи процедури кои треба да ги поминат пред да почнат повторно да летаат. Постои стравување дека поради актуелната ситуација ќе дојде до порасти на цените на авионските билети за неколку проценти. И сите други компании кои направија голем пат, земеа многу кредити, помош од државата и треба се враќаат. Патничкиот совраќај на двата македонски аеродроми во јануари и февруари 2021 споредбено со истиот период во 2020 година, кога и пандемијата се уште не беше започната, е опаднат за дури 70% велат од ТАВ Македонија. Иако повеќето линии што биле запрени во 2020 година се враќаат, од ТАВ велат дека поради брзите промени во политиките на различни земји за влез на нивно тло, очекуваат можни промени во фреквенциите на летовите на најавените дестинации како и можни откажувања. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. За крај на News Flash, биостикер за повеќекратна употреба. Пациентот ги добива информациите преку апликација секој 10 минути. Како тоа функционира во време на COVID-19? Погледнете. Замислете уред што може да го носите и да го следи вашето здравје во секое време без дополнителни големи машини. Компанијата BioIntelliSense ги создаде BioBaton и BioSticker. Го следи срцевиот ритам, стапката на дишење, температурата, како и други 12 различни клинички параметри, дури и фреквенцијата на кашлање. Овој биостикер за повеќекратна употреба ги мери овие витални знаци секоја минута. Податоците се пренесуваат преку апликација на секои 10 минути. Пациентот потоа добива здравствен извештај на самата апликација. BioBaton работи на сличен начин, но со единечна употреба и поретко ги мери отшукувањата на срцето и дишните патишта. Инфицираните луѓе кои што не чувствуваат симптоми, всушност може да имаат промени во нивниот организам, што може да ги открие овој сензор. Она што го видовме кај пациентите со ковид е дека постои ова карактеристична промена во диференцијалот на температурата, на дишните патишта, како и пулсот што им претходи на реалните симптоми. Институтот за здравство во Колорадо го користи овој уред за пациентите да можат да ја напуштат болницата порано. Уредот исто така им овозможува на лекарите од далечина да го следат здравјето на пациентите и луѓето кои примиле ковид вакцина. Уредот не беше наменет за ковид, но се случи да биде идеален за тоа. Друга ваква слична алатка што првично не беше наменета за ковид е оваа паметна маска Airop Active Plus. Оваа паметна маска најпрво е создадена за да го филтрира загадувањето на воздухот. Филтерот ги спречува течностите и може да биде конкурент на маската N95. Со маската може да се блокираат над 99% од честичките. Овој сензор го чита и анализира однесувањето на дишењето на корисникот. Го следиме вашето дишење и го следиме квалитетот на воздухот. Ние сме во состојба да ви кажеме кога да го промените филтерот и тоа со висок степен на точност. Од податоци за вашата маска до вашите витални знаци и сето тоа лесно достапни преку апликација. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од Гласот на Америка. За најнови информации појдете на glaснaamerika.com. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер. Се гледаме.